Истовремено комплетно значи се изврши целосна промена на целиот инвентар, значи тргнувајќи Се што ветивме се реновираше? комплетно се, плюс имаме дополнително Тоа се врати прозорци под прозорци под парно грејење, водоинсталација, целосно, значи беше буквално соголен и наново беше се инсталирано од почеток во рамки на овој блок. Ово има 14 и тој претходно 14 спрата. Огромни се секој од блоковите сам за себе. Има во принцип од прилика околу просечно меѓу 320 и 335 легла, значи во рамки на еден дом, што само по себе на еден начин како една висококатница. Огромен е, 14 спрата е само еден од блоковите. Овде значи е направена комплетно реновирање, покрај сето она што кажавме, прозорци, врати, инсталации, променети се комплетно нови лифтови за овој, но скрос нови, сега ќе ги видите и нив. И во сите други домови, зборам домови, не само за Гоце, него на ниво на цело Скопје, сега кај што има употреба на лифтови, извршивме промена и тој проект го завршивме. Карактеристично е што овде денеска прв пат ќе ги промовираме на еден начин и вториот многу значаен проект што беше на барање на самите студенти, а тоа е во оваа просторија, тоа се тука веќе ќе ги видите пералните и сушалните, во кои што тие ќе може да ги употребуваат исклучиво за нивни потреби, зашто студентски центар донесе посебен правилник, го уредуваме бидејќи не постоеше до сега како можност во рамки на тие ги ветивме вани 16-та на почеток. Да, тие беа ветени 16-та. Во оние проекти 40 проекти за млади. Точно. Во рамки на тие 40 проекти за млади беше ветен проектот за перални сушални и уште еден проект беше ветен, а тоа беше комплетна замена на мебелот во сите студентски домови. Денеска исто и овде. И овде ќе го видите новиот мебел, бидејќи овој студентски дом е нормално дел од тој процес. Покрај овде веќе почна дистрибуција и во студентскиот дом Пелагонија, но и во наредните 45 до 50 дена се очекува на ниво на цела територија се заврши процесот на замена на мебелот. Така беше ветувањето во сите студентски домови да се замени мебелот. Тоа е некаде инвестиција за мебелот од прилика повеќе од 1,5 милиони евра. Инвестицијата за промена на целиот мебел, околу 200.000 евра чинеа пералните и сушалните. А овде само во овој блок имаме инвестирано 1,5 милиони и претходно 1,5 милиони, значи 3 милиони евра. Значи се е во знакот на 1,5 милиони. Да. Од 4 блока, во 2 е веќе завршено реновирањето. Пред некој време се заврши во блок А, инвестиција 1,5 милиони евра. Сега се заврши во блок Б, кај што сме сега, исто така 1,5 милиони евра. Следуваат ВИГ. ВИГ за некаде 2 недели од сега, бидејќи во текот на оваа недела, негде на средина ќе се заврши со технички прием на објектов и конкретно оваа недела што доаѓа, студентите од блок Г ќе почнат да се преселуваат во новиот реновиран блок А и веднаш потоа ќе се постават, ќе се на еден начин екипира целиот дел и ќе почне реновирањето на блоковите В и Г, објективно за некои 2 недели. Намештеот што се заменува е и за овој студентски дом и за сите во Македонија студентски домови и се вкупно кошта 1,5 милиони евра, целиот намештај за сите студентски домови и пералните 200.000 евра. Да. Перални и сушални. Добро, значи од сето ова намештајот е набавен и веќе се дистрибуира. Точно. Блок А и Б се завршени. Пералните и сушалните се донесени, останува уште В и потоа Г. Блок В и блок Г да се до нова година ќе се завршат? Не, многу е голема е активноста, како што и беше планирано. Јас мислам дека некаде до следна година ова време би требало комплетно да бидат, бидејќи сами по себе се за првиот пат одевме. Значи ова е темелно реновирање, практично. Комплетно, значи на нула. На карабина останува бетонот и потоа се пристапува кон комплетно реновирање и многу сме задоволни и од изведувачите и од пристапот, така да во рамки на роковите сме се она што до сега беше планирано. Нема досења. Нема никакво досење. Одлично. Знам тогаш многу цврсто ветување дадовме за реновирање на Гоце Делчев, студентскиот дом, за нов намештај и за сушални и перални, така што баш ми е драго што нема досење. И лифтовите баш ке ги ветивме. И лифтовите ги ветивме, а тие се веќе реализирани. И потоа и целиот објект ќе се заокружи со тоа што од кога ќе се изреновираат
за во наредниот период и блок В и Г, целосно партерното уредување на овој дом, бидејќи сега само по себе еден вид делови од домот се сами по себе градилиште, ќе има ново партерно уредување и мислам дека навистина ќе ги добијат. Сена се колку ќе чини реновирањето на Гоцеочи? Се на се, со ова сега дополнително, значи за В и Г и Со 3 лифтови, со милиони евра. намешта и перални, сушални, реновирање. Скоро 6 милиони евра ќе биде само за Гоце Делчев по гледано од сите инвестиции што до сега Плюс имаме. намештајот за другите домови. Плюс намештајот за другите домови и пералните и сушалните за другите домови. Да, и точно. И за другите домови да водиме перални и сушални, точно. Одлично. Ајде да го Директор, посетиме како овој ви- дел. Што навистина после толку долги години веќе можеме да забележиме дека се подигнува студентскиот стандард, што навистина студентите имаат огромно задоволство. А ние како државен студентски дом заедно со студентите секако се грижиме не само да се изгради ова, бидејќи се вложуваат огромни средства, меѓутоа студентите треба да се грижат не само за овие генерации што се овде, туку и за идните што ќе доаѓаат овде и ќе ги користат услугите на студентските домови. Така, така. Да, до сега сме задоволни бидејќи имаме изготвено правилници, така да студентите кои што не го почитуваат тој правилник куќен ред, имаме веќе превземено неколку мерки и санкции, па дури и отстранување на домовите на студентите од домот и навистина тоа веќе мислам дека поведува на голема одговорност на студентите и совесно домување во домовите. Одлично.